Дојдовте на Слободен печат, прв информативен блог за денеска. Моето име е Александра Вуксановиќ. Еве ги најновите содржини. По повод 7 април, меѓународниот ден на здравјето, јавната здравствена установа Здравствен дом Железничар во Скопје организира бесплатни превентивни прегледи со цел навремено откривање и превенција на заболувања. Прегледите ќе се реализираат на платото пред влезот на Железничар од 12 до 14 часот. Ќе се вршат прегледи за кардиоваскуларно здравје, мерење на крвен притисок, проверка на шекер и холестерол во крв, мерење на телесна тежина и висина, мерење на обем на струк и колк. Ќе има можност за консултации со медицински лица, како и за други совети за здрав живот, соопштија од јавната здравствена установа. Силно полициско присуство и координирана акција против наркокриминал утринава беше спроведена на повеќе локации низ државата. Неофицијално МВР преку Бирото за јавна безбедност и одделот за организиран криминал во координација со обвинителството за гонење организиран криминал и корупција спроведува акција во Скопје, Штип, Струмица и во скопското село Грчац. Цел на акцијата е криминална мрежа поврзана со трговија со кокаин, при што се вршат претреси на околу 15 локации и се опфатени повеќе лица. Според неофицијални информации, меѓу приведените се споменуваат и имиња познати во криминалните кругови. Од институциите за сега нема официјална потврда. Станува збор за поширока и неселективна акција, насочена кон структури кои подолг период оперирале во сенка. Децата сами пееле за Максим. Никој не ги принудил. Велат од Знам по скандалот во Куманово. Движењето Знам за наша Македонија ги отфрла како целосно невистините и злонамерни обвинувањата на СДСМ дека децата во основното училиште Којчо Рацин во Куманово, кои пееја песна посветена на лидерот на Знам и кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, биле принудени тоа да го прават. Пратеникот од СДСМ Оливер Спасовски остро реагираше, оценувајќи дека станува збор за злоупотреба на деца за политичка промоција. Дайте си аплауз сами на себе, ова јесте легенди тука. Дали намалувањето на акцизата ќе значи вистинско намалување на ценовниот удар врз граѓаните или само ќе доведе до помали приходи во буџетот? Во време кога секој динар е важен, останува дилемата дали ова е вистинската мерка за долгорочна стабилност или само привремено решение за моменталниот притисок врз животниот стандард. Според експертите, ова е обид да се ублажи растот на цените и да се намали притисокот врз граѓаните. Професорот Зоран Ивановски посочува дека владата треба да размислува и за други пакети мерки, кои не се исклучиво дел од фискалната политика, туку би значеле реорганизација на животот и работата на граѓаните и компаниите, со цел да се намали потрошувачката на горива. Темата е на Валентина Ангеловска. По пауза од 4 години во Вашингтон денеска ќе се одржи втората сесија од стратешкиот диалог меѓу Македонија и САД. Високата владина делегација, предводена од министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, ќе учествува и министерот за внатрешни работи Панча Тошковски, за одбрана Владо Мисајловски, за дигитална трансформација Стефан Андоновски, како и министерката за енергетика Сања Божиновска. Муцунски неудамно во интервју посочи дека ќе бидеме прва земја во Европа која во рамки на оваа администрација ќе има сесија на стратешки диалог во Вашингтон. Изрази очекување дека стратешкиот диалог ќе отвори сериозни дискусии во областа на одбраната и безбедноста, трговската и економската соработка, како и дека ќе донесе конкретни бенефити за граѓаните. А еве ги вестите од светот. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговиот рок за постигнување договор за траен крај на војната со Иран истекува денес до 20 часот по време во Вашингтон. Говорејќи пред Белата куќа, Трамп истакна дека мировниот предлог на Иран е значаен, но не доволно добар
Иран вчера го отфрли американскиот предлог за иден прекин на огнот и укинување на блокадата на теснецот, пошто би следеле разговори за поширок мировен договор во рок од 15 до 20 дена. Иран инсистира на целосен и трајан крај на непријателствата и на укинување на санкциите. Трамп вчера се закани дека би можел да го уништи Иран во една ноќ и дека таа ноќ би можела да биде утре вечер. Тој се закани со уништување на иранските електрани и мостови, ако Иран не се согласи со неговите барања. А ирански представници изјавија за Ал Джазира дека Иран ќе им дозволи на бродовите од некои пријателски земји да поминат низ Ормунскиот теснец во замена за безбедносни такси. Врз основа на одлуката на највисоките државни институции, Иран има намера да добие војна компензација преку овие такси. На неколку индиски, пакистански, турски и француски бродови веќе им се доделени дозволи за премин. Високи ирански функционери повикаа на формирање жив штит околу електраните и другата клучна енергетска инфраструктура, како реакција на заканите од американскиот претседател Доналд Трамп за можни напади врз клучната инфраструктура во Иран. Апелот доаѓа во пресрет на истекот на рокот на Вашингтон, кој што му го постави на Техеран за отворање на Ормунскиот теснец, со предупредување за можни напади врз клучна инфраструктура. Сличен пример беше забележан за време на Заливската војна во 1991 година, кога режимот на Садам Хусеин користеше цивили како жив штит за да ги одврати нападите врз одредени цели. Моџдаба Хамнеи е во тешка здравствена состојба. Изгубил свест. Новиот врховен лидер на Иран бил ранет во американско-израелските напади во кои беше убиен неговиот татко Али Хамнеи. Наводно е онеспособен и прима медицински третман во градот Ком. Ова е прв пат да биде откриена локацијата на врховниот лидер на Иран. Централниот град Ком се наоѓа на околу 140 км јужно од Техеран. Градот се смета за свет во шиитскиот ислам и е познат како верска престолнина на Исламската република. Уште вести од светот. Војната на Блискиот исток ќе доведе до повисока инфлација и побавен глобален раст, изјави вчера шефицата на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева пред планираното објавување на прогнозата за светската економија. Војната предизвика досега неголемо нарушување на глобалните резерви на енергијата откако иранската блокада на Ормунската теснина, клучна за транспортот на 1/5 од светската нафта и газ, го запре производството на милиони барели нафта. Дури и ако конфликтот се реши брзо, ММФ ќе ја намали својата прогноза за економски раст и ќе ги зголеми изгледите за инфлацијата, рече таа. Се очекува војната да доминира во дискусиите меѓу финансиските представници од целиот свет на пролетните состаноци на ММФ и Светската банка во Вашингтон следната недела. А астронаутите од Артемис 2 испратија силна порака од патот кон месечината, опишувајќи ја земјата како оаза среде универзумот. Тие одлетаа досега најдалеку во Вселената и ја документираа далечната страна на месечината и открија лунарна површина под космичко бомбардирање. Околу 20 научници се собраа во конференциската сала на НАСА во Хјустон за да ги снимат лунарните феномени што ги забележа екипажот на Артемис во реално време, додека нивното вселенско летало Орион со големина на теренец пловеше околу месечината на околу 402.000 километри од земјата. На патот кон другата страна на месечината, астронаутите на Артемис поминаа некое време доделувајќи им привремени нови имиња на лунарните карактеристики кои претходно немаа официјални ознаки. И за крај метео. Сончево и топло се очекува да биде времето денеска, со температура до 26 целзиусови степени. Според УХМР, од среда и во деновите потоа ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Гледавте вести, благодарам на довербата. Повеќе содржини ќе најдете на нашиот сајт и секако на профилите на Инстаграм и на Фејсбук на Слободен печат.